Почитувани гледачи, еве сме повторно назад во студио. Ја следите утринската емисија Рано наутро. А наш денешен гостин во Рано наутро е професор доктор Блаже Китанов, со кого ќе разговараме на тема, односно за неговата збирка која што неодамна излезе од печат. Професоре, добро дојдовте во Рано наутро. Добро нашо. Како што најавив, неодамна излезе од печат вашата збирка Под сенката на јаворот. Оваа збирка е посветена на вашите две внуки. Зошто токму Под сенката на јаворот? Па, на сите наши сограѓани добро ми е познато Ново село, од каде што јас и потекнувам и живеев скоро цел живот таму, и во местото наречено Јаворот, каде што е сега музеот на ВМРО, имаше едно дрво, јавор. Сите добро го паметат, сите добро го знаат. Така. И ние живеевме со него. Порасновте. Да. Таму. Тоа дрво, како што знаете, на тоа место сега веќе тоа не постои, сега се гради црквата Свети Димитрија. И од таму бе присутен чинот на поставувањето на темелите на црквата, и тоа ме на некој начин инспирираше да ја напишам песната Под сенката на јаворот и сеќавањето за загубата на тој вечен спомен. Така, еве, како што кажав, оваа збирка ја посветивте и на вашите внуки. Какво е значењето? Тоа е само посветена на моите, како што кажувам, два бисера, внуките Марија и Бисера, но бидејќи преку цел ден сум со нив, така да речем, живеам со нив, се радувам на внуките и додека, како да речем, го поминувам времето со нив, од време на време ќе се појават некои творби, песни, кои што се со поинаква содржина, но се од тие причини посветена е збирката на внуките. Така, што се содржи збирката? Колку песни, еве, имате напишено во неа? Вкупно стихозбирката содржи 30 песни, од кои повеќето, 18, се посветени на животот изминат и проживеан во Ново село, за доживувањата во тоа мало, од детството па се до оваа возраст. Другите песни содржат се со мотиви од, да речем, нашето иселување, денесна актуелна тема, потоа со мотиви од, да речем, љубовта кон татковината, кон земјата, кон некои ликви од револуционарното минато и така натаму. Какви беа импресиите од оваа збирка, еве, од вашите најблиски? Импресиите од? Од вашите најблиски, еве, од вашите пријатели, роднини, така да кажеме. Па добро, тоа на некој начин почнувам да го живее својот живот. Колку повеќе сме ја актуализираме и кажуваме за неа, ми се чини дека таа ќе си го има своето место во одредени рамки на овие простори. И да се вратам, можеби, на прашањето што вие ми го поставивте, што содржи самата стихозбирка. Значи, присутни се моменти и мигови од детството, значи, од почетоците на живењето во тој дел од моето мало. Потоа, присутни се мигови од времето поминато, низ игри, доживување по притворите, по реката, преку реката, нижење, тутун, играње од најстарите игри
кои денес се исчезнати и тие спонтано на некој начин доаѓа да бидат забележани, маркирани од моја страна. Тие спонтано се јавува, но како по-централни песни, да речем условно, се оние песни за притворите или за црковната врата, која што повеќе не постои. Значи, пишувам за она што сум останало во мојата меморија, но постапно исчезнало. Црквата Света Богородица имаше врата во која што ние излегувавме како деца и сите знаеме, секојаш знаевме кој кога ќе влезе или ќе излезе, со што ќе влезе и така натаму. Но се случи таа врата еден ден да биде затворена и поради жал за затворањето на таа врата и затворањето на едно, така да речем, вратата на детството како да се затвори и тоа мене инспирираше да ги напишам тие две песни за притворите и за црковната врата. Во сенката на јаворот е еден вид исто така носталгија за исчезнувањето на тоа дрво. Знаете, познато е и во Библијата и каде и да читате, големо злосторство е да исечете дрво, кое што растело и живеело со векови, а и вие сте растени и живееле со него. Тоа дрво беше препознатливо за сите нас како новоселци, како Така кажано ги знае сите ваши тајни. Да, и до душа јас малку сум бил присутен во тој дел на Ново село, повеќе на друмот ние одевме што викаме на сокакок и така натаму, но бидејќи бев присутен на самиот чин на поставувањето на темели на црквата Света Димитрија, беше тоа еден многу пеколен, тежок ден. Сончев ден, после поплави, после едно невреме, каде што сонцето силно зрачеше. При осветувањето, при осветувањето на црквата, на темелите, се случија многу работи кои што, да речеме, асоцираа на нешто што немаше согласност од Севишниот, така да речем, и луѓе кои беа присутни на некој начин испопаѓа, им се слоши и така натаму. И тоа беше мигот, да речем, кој мене инспирираше да се го опишам самото осветување на темелите на црквата, но и повеќе носталгијата, кон исчезнатото дрво јаворот. Така. Еве да се навратиме малку на минатото. Колку збирки досега имате издадено и еве да ни кажете која збирка највеќе ве фасцинира, што ја имате издадено досега? Така. Јас многу не пишувам поезија. Ова е моја втора стихозбирка, така да речем, условно за возрастни, односно трета. Првата се вика Во подножјето на огнот, беше излегла во далечната 1925 година. Потоа објавив книга за деца, Моите дијаманти, посветена пак на другите внуци Филип и Марио, тоа се внуци од мојата керка, паралелно на македонски и на англиски, кои сега живеат во далечната Австралија. И сега ова трета стихозбирка. Дали некој ќе го наследи ова вие што го работите од вашите внуци? Па не знам, тоа е чин што не може да се објасни, тоа спонтано доаѓа. Така. Еве да ни кажете кој жар највеќе ви лежи така кога пишувате и кога творите?
Да, реков јас дека помалку опишувам поезија, иако сум се бавил уште од гимназиските денови, така да речем, со пишување на песни, но повеќе ме влече, така да речем, ми режи книжевната критика, есејот, кратките освети, прикази за книги, повеќе можеби поезија, но сум пишувал и за проза, за драми и така натаму. Така, еве овде имаме и една книга, односно вашиот труд посветен на Ацо Шопов, па да ни кажете нешто повеќе за ова. Да, тоа е студија за големиот поет Ацо Шопов, неговиот живот и дело. Впрочем, тоа е познато, тоа е мојата докторска дисертација, одамна тоа се случи, Така. од 90-тите години и на неа се на некој начин веќе надоврзуваат одредени есеи постапно во други книги, пак во чест поврзани со големото име на Ацо Шопов, како и она друга со мој предбор од Исрод до Мамел, која што излезе пред 2-3 години. Тоа се собрани, тоа се необјавени до сега негови прозни записи. Така, еве, вие имавте прилика тоа да го сторите. Еве, да ни кажете, професоре, како беше во вашето време? Имам информација дека сте биле и во првиот клуб, литературен клуб во Штип, во Искра. Еве, како дојде до идејата да започнете таму да творите? Па добро, прво ние членувавме во литературниот клуб во гимназијата Ставчо Стојменски, уште во втора година некаде, јас почнав да членувам во тој литературен клуб, каде што не водеше нашиот угледен добар професор Асен Дојчинов. Тука беше Марија Кукувајска и некои други, велам, значи, во гимназијските денови, каде што имавме можност преку нашето училиште да учествуваме на поетски средби во други градови и да освојуваме на некој начин награди, да се радуваме на нив тогаш, на тие награди. Јас тогаш во втора година гимназија се сеќавам на анонимен конкурс во Радовиш на познатите Караманови средби, освои втора песна, втора награда за песната Жар под пепел, која што се уште ја чувам во ракопис и тогаш велам се радувавме и тие награди беа и покрај другото и парични. Тогаш добив 8.000 динари, да речем, како награда за таа. Значи, на анонимен конкурс. Подоцна, при крајот на гимназијските денови, влегов во литературниот клуб Искра, а потоа и продолживме за време на студирањето во литературниот клуб Мугри, каде што членува тогаш студенти, сега познати, афирмирани поети, писатели кај нас. Така, еве кога започнавме веќе со вашето образование, завршивте средно гимназија, каде го продолживте понатаму вашето образование? Па после гимназија јас прво се запишав, ова сега е прилика да кажам, прво се запишав на светска книжевност во Белград, но таму не останав, да речем, месец и пол, кратко време се задржав и се префрлив веднаш во Скопје. Значи, во Скопје завршив југословенска книжевност со македонски јазик и по завршувањето на студиите и вработувањето, потоа продолжив на последипломски студии на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, на сегашниот филолошки, тогаш филозофски факултет
а сега филолошки факултет Блаже Коневски, каде што и магистрирав на поезијата на Матеја Матерски, 84 година, а по 10 години, 94 година и докторирав на поезијата односно на животот и делото на Ацо Шопов. Така, како што споменавме и претходно. Во моментот сте и професор на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Еве на кои катедри се предавате и какви се денешните студенти? Сега сум професор на Университетот Гоце Делчев по предметите книжевност за деца, потоа методика на наставата по македонски јазик, стилистика, историја на педагошките идеи и така натаму, но моите почетоци се врзани уште од одамна за настава. Во 1978 година јас сум предав на вишата тогаш педагошка академија уште, теорија на книжевноста, историја на книжевноста, народно поетско творештво, потоа методика на наставата по култура на город, на предучилишно воспитување и така натаму и така натаму. Значи на Кирил и Методи, а сега и на Гоце Делчев ја градам, да речем се уште, својата наставничка кариера. И сега, како што кажав, значи ги предавам овие предмети, книжевност за деца посебно и методика на наставата по македонски јазик. А за студентите, прашавте, морам да кажам дека имаме добра, солидна комуникација, тие се максимално активни, максимално се интересираат, одговорни се и тука имаме најмалку проблеми. Така, еве, професоре, да ни кажете колку младите генерации во денешно време сакаат да пишуваат, колку се посветени на ова според вас? Па добро, не знам, секој млад човек е влюбен во нешто, во некоја струка, во некоја занимање. Така и со дел од младите кои што пишуваат, како што можам да следам, колку што можам да следам и поезија, и проза, и драми. Впрочем, може тоа да се види од електронските печати, објавата на млади имиња кои што добиваат високи значени наши награди за творби, за песни и за стихозбирки. Така, професоре, само не споменавме дали можеби некаде нашите гледачи може да ја најдат оваа збирка, дали некаде е издадена? Да, ја има, јас ја остави во книжаницата Венеција и реков, ако некој се интересира, а сега малку луѓе, да речеме, купуваат книги, тоа не ми е целата, велам ставете 50 денари е цената, значи на корзото, не викам каде ќе најдете, на корзото, значи книжарница Венеција ја има некој примерак, а обично јас ја подарувам вака на некој кој се интересираат и сакаат. Така, еве, доколку некој сака да ја купи, слободно може да ја купи во книжарницата Венеција. Еве, за крај, професоре, дали веќе размислувате за некоја ваша следна збирка или нешто што би можеле да очекувате во иднина? Да. Дали тука ќе застанете? Не, и да сакате, секогаш викате дека не може повеќе, доволно е, доста е да се одмориме или што ја знам. Меѓутоа, има мигови кога се будите и викате дека треба нешто да се дозаврши, да се призаврши оно што е започнато. А во врска со друга збирка, да речеме, сега се уште немам некои можности на тој план, но во план ми се, да речеме, колку што ќе можам, зависно од силите и здравието, да продолжам да го заокружам творечкиот профил, да речеме, или корпус, условно кажано, за Ацо Шопов,
Тука готови се, ова се гледате две книги, да речеме. Едната е за него, тоа е животот и делото, другата е од него со мој предговор, првите прозни записи. И тие се стоквени, средени се на некој начин 90%. Уште 3 книги за Ацо Шопов и желба ќе ми биде, значи, да уште тие 3 книги, ако можам да ги овие некоја година објавам, па заедно вкупно во 5 тома да подосна се појави Ацо Шопов во моја подготовка и така натаму. Се надевам дека тоа ќе биде и нашиот следен повод да бидете гостин во Канал Плюс телевизија. Еве за крај уште еден совет за сите млади кои што би сакале да започнат или веќе вака пишуваат како вас. Што да младите да пишуваат? Така. Што повеќе да читаат? Колку што е можно помалку да се користи компјутерот, фејсбукот и така натаму. Нека се користи, но во одредена мера. Што е можно повеќе да се има контакт жив со книгата, да се чита, да се бележи, да се размислува, да се нотира нешто, и така да тоа резултатот доаѓа после спонтано. Така. Еве доколку нешто пропуштивме, дали сакате нешто да надополните во емисијата? Па на крајот вие ми во почетокот рековте ако сакам да прочитам. Така, еве би било убаво да слушнате и нашите гледачи нешто дел од Има повеќе, не знам, ја еве да кажам тука самата се отвори. Песната Мајка би ја прочитал. Во зборот имаше мирис на лобода, што не опиваше и целиваше на утрини. Во очите имаше збор со лик на сонце, што не будеше и заспиваше катаден. Во рацете држеше малечко срце, што не бакнуваше и гушнуваше среде сон. На гради постилаше мирис од босилек, што не чуваше и лекуваше од улици и громови. Во скутот милуваше кротка птица, што ни мафташе со крилјата на љубовта и гласеше склупчена низ сози. Молчете тихом, мили мои, само во тишината угрозата занемува, само во темнината и тишината љубовта закрепнува и воскреснува. Така, навистина убаво. Еве уште еднаш ќе кажеме дека сите наши гледачи кои би сакале да ја прочитат оваа збирка, слободно може да ја најдат во книжарницата. Во книжарница Венеција со може популарна цена, велам, значи 50 деневи. Секој може да си дозволи. Ај некој кој го интересира лично може да од мене побара, му ја подарам. Така, професор, јас ви благодарам што ова утро бевте наш денешен гостин, па се надевам дека ќе има следен повод да дојдете во студиото на Канал Плюс телевизија. Ви благодарам и на вас на поканата. Така. Почитувани гледачи, еве го проследивте разговорот со нашиот денешен гостин и со кого разговаравме повеќе за збирката под наслов Во сенката на јаворот. Овде ќе направиме на кратка пауза со македонска музика, веднаш потоа се враќаме во студио и продолжуваме до 10 часот.